Почитувани гледачи, следува магазин Здравје. Денешна наша тема е вагус нерв стимулација, односно современ оперативен третман кај епилепсии кои се резистентни на лекови. А денешен мој гостин и соговорник на оваа тема во магазин Здравје е доцент доктор Владимир Рендевски, неврохирург и директор на клиниката за неврохирургија во Скопје, како и доцент по предметите хирургија и неврохирургија на медицинскиот факултет. Доктор Рендевски, добар ден, ви благодарам што одвоивте време и што сте дел од денешното издание на магазин Здравје да споделите знаење и искуство за оваа нова метода која во текот на емисијата ќе ја образложиме подетално, а од која бенефит имаат пациентите со тешка форма на епилепсија. Добар ден, ви благодарам многу на поканата и се надевам дека ќе го доближиме овој проблем до нашите гледачи. Така, на почетокот, пред да стигнеме до третманот, всушност, кој го работите вие на клиниката за неврохирургија од неодамна за прв пат во земјава, мало појаснување до гледачите што представува епилепсијата како невролошко заболување и кои се причините за појава на ваква состојба? Епилепсијата представува едно брзо настанувачко, би рекол, невролошко нарушување на функциите на нервниот систем, кој што брзо настанува, брзо прекинува и има тенденција на повторување. Се манифестира во форма на епилептичен напад, кој што од своја страна содржи неколку компоненти. Може да има неправилни моторни движења, сензации и нарушување на свеста. Во зависност од тоа кои елементи се вклучени во самиот епилептичен напад, така има разни типови на епилептични напади, кои што ќе ги објаснеме малку подоцна. Инаку, епилепсијата представува четврта по зачестеност невролошка болест, веднаш после мигрената, мозочниот удар и Алцхајмеровата болест. Во однос на причините, би рекол, на незиното настанување, може да се подели на две големи групи. Првата група е така наречена идиопатска епилепсија, за која што, за жал, се уште не се познати причините и не е во корелација со одредени ризик фактори, додека другата група е симптоматска епилепсија, која што представува последица на одредени состојби, заболувања и ризик фактори. Овде би ги набројал како најчести се инфекции во текот на бременоста, Така. породилни трауми, инфекции во тек на понатамошниот живот, одредени врсти на менингити, енцефалити, менингоенцефалити, трауматски повреди во текот на животот кои оставаат лузни и покасно формираат епилептични жаришта, појавата на туморите исто така, васкуларните абнормалности и малформации, како и одредени заболувања на метаболизмот. Инаку патофизиолошки, како механизам во самиот процес на епилептичниот напад, во суштина настанува едно абнормално, прекумерно електрично празнење на нервната клетка, на невронот, односно настанува една нерамнотежа помеѓу надразнителните или ексцитаторни неуротрансмитери, меѓу кои главни се глутаматот и аспартатот, и инхибиторните невротрансмитери, меѓу кои најзначајна е гама-аминобутерната киселина. При тоа настанува, би рекол, една состојба на хиперексцитабилност, Така се тресе пациентот. Мембраната на самата нервна клетка станува поподложна на деполаризација, во нејзе се јавува еден акцијски потенцијал, се шири понатаму на соседните нервни клетки и така на тој начин започнува епилептичниот напад. Во однос на тоа дали самиот епилептичен напад започнува од одредено конкретно жариште, детерминирано, тогаш станува збор за фокални епилептични напади, кои што можат да бидат чисто моторни или Джексон напади, сензитивни, автономни напади со или без загуба на свеста, доколку пак самото електрично празнење настанува синхронизирано од двете хемисфери на пациентот, тогаш зборуваме за генерализирана епилепсија. Карактеристично за овие епилептични напади, исто така постојат разни типови, најкарактеристичен е гранд мал или големиот епилептичен напад, каде што настануваат тонично-клонични грчеви со загуба на свеста, тоа се ритмички контракции, конвулзии
со појава на епизоди на појачан тонус. Така, колку време траат обично тие епизоди? Различно време кај секој пациент може да траат од неколку секунди па до неколку минути. Во оваа група исто се карактеристични така наречени абсанс или петит мали епилептични напади, кај кои што кај пациентот се манифестираат со една психомоторна вкочанетост, за чиј период пациентот е практично како одсутен од самата средина, после што по завршување на самиот напад повторно се враќа во нормала. Секојдневните функции и активности. Пред да продолжиме понатаму да ги поканам и нашите гледачи, почитувани, доколку имате прашање за денешниот мој гостин, доцент доктор Владимир Рендевски, на тема епилепсија и современ третман преку хируршки зафат кој се изведува на клиниката за неврохирургија, можете слободно да се јавите на добро познатиот телефон 02 3116 566. А во меѓувреме, додека разговараме, ќе ја замолам и режијата, вие ни подготвивте и една презентација токму за денешната тема, па така да нека одат следовите од страна, ние да се осврнеме околу бројките, што покажуваат епидемиолошките размери, каква е состојбата со епилепсија во земјава, колку случаи се регистрирани со епилепсија во нашата држава? За жал, епилепсијата представува многу распространета болест, инаку позната е уште од најстари времиња. Зборот епилепсија практично доаѓа од грчкиот збор епиламбанеин, што значи зграпчување. Го опишал старогрчкиот лекар и философ Гален во вториот век од нашата ера и го нарекол како едно влегување на духот во коморите на мозокот. Од секогаш, за жал, оваа болест била предмет на разни предрасуди низ историјата. Дури старите римјани било познато дека го одложувале и собранието, комитиумот, бидејќи ја сметале како еден вош предзнак. Затоа и со други зборови се нарекла како морбус комитиалис, што е еден синоним за оваа болест кога сака да се избегни вистинското име. Инаку во однос на епидемиолошките податоци јас издвоив една понова студија од 2020 година, која што говори дека инциденцата, односно бројот на ново заболени на 100.000 население се движи некаде 61,4. Така, ова се новите најнови бројки, да, светските бројки. Доста варира од земја до земја. Има земји кои што се со добар социоекономски развој и добра здравствена заштита, каде што има добра перинатална нега, добар третман при самото породување, добра превенција практично, понатамо добар третман и во останатите болести кои што се ризик фактори, и во тие земји инциденцата е некаде 38 до 40, додека земјите со повој социоекономски развој и пониско ниво на здравствена заштита, овие бројки изнесуваат 138 до 140 новозаболени. Вклучително тука некаде и нашата држава, ние сме некаде на средно ниво, така? На средно ниво. Инаку во светот вкупно постојат околу 65 милиони, за жал, пациенти со оваа болест. Тоа е негде една бројка од прилика колку Велика Британија. Инаку за Македонија, според последните регистри, во нашата држава има околу 13.000 така, еве, може да видите убаво гледачите и на презентацијата, да, конкретни бројки. Да. Како се диагностицира епилепсијата? Да, бидејќи тие напади се карактеристични, веднаш се посомнева некој близок или кога ќе се случи нападот кај одредено лице, веднаш тоа е знак дека можеби станува збор за епилепсија, меѓутоа мора да се докаже тоа преку соодветни диагностички процедури. На кој начин се диагностицира оваа состојба? Од исклучително значење, како кај секоја болест, особено кај епилепсијата, во прва линија е важно да се земе добра и детална анамнеза. Ова вклучува добро опишување на почетокот на епилептичниот напад, како сукцесивно настануваат сите елементи да се опишат во самиот епилептичен напад, колку долго траат и како прекинува. Тоа многу ни помага практично за да се детектира пациентот во која група на епилептични напади влегува. Групите ги спомнавте на почетокот. Дали се работи пред се за фокална, генерализирана епилепсија или сите соодветни подгрупи. Понатамо, важно е да се направи нуклеарна магнетна резонанца со контраст, како евентуално би се визуализирало самото епилептогено жариште.
И исто така од исклучително значење е спроведување и на електроенцефалографија, односно детектирање на електричната активност на мозокот, кое што дава доста карактеристични абнормалности за одредените типови на Тоа е епилепсија. познатото ЕЕГ. Вие, Така. лекарите, во кратеница што го искажувате за пациентите. И веќе кога ќе се диагностицира, кои начини на лекување се применуваат кај пациентите со епилепсија? За секоја форма е, предпоставувам, различно. Во медицината главно постојат два типа на лекување. Медикаментозен или со лекови и хируршки третман. Третманот на епилепсиите со лекови започна уште во далечната 1850 година и како прв антиепилептик се сметаат солите на бромот, односно бромидите. Постои еден податок од 1870 година кој што кажува дека Националната болница во Лондон во 1870 година користела 2,5 тони на бромидна сол за третман на овие пациенти, што укажува уште од тогаш дека се работи за една доста сериозна бројка. Првата генерација на антиепилептици била во употреба цели 110 години, се до 1960 година. Тука во оваа група, освен бромидите, спаѓа и познатиот фенобарбитон, фенитоинот, ацетазоламидот, етосуксимидот и други лекови. Во наредните 30 години, до 1990 година, влегува во употреба и втората генерација на антиепилептици, меѓу кои најпознати се диазепамот, карбамазепинот или далеку познатиот тегретол и валпроатите, додека во последните 30 години веќе влегува во палета и третата генерација на антиепилептични лекови, меѓу кои се руфинамидот, лакозамидот, габапентинот, вигабатринот и некои други лекови. Доста широка палета. Карактеристично да се спомене е дека и кога постоја само бромидите, резистентноста, односно пациентите кај кои што не беа практично доволно каптирани епилептичните напади, резистентноста изнесуваше околу 36%. После 150 години, иако има една широка палета на антиепилептици, за жал, се уште резистентноста изнесува над 1/3 од пациентите, односно над 30% практично од пациентите не се доволно и адекватно третирани. Односно се вели дека доколку кај пациентот и покрај тоа што се употребуваат, се третира со најмалку 2 антиепилептици, тој најверојатно за жал ќе има една медико-резистентна епилепсија, односно лековите нема да бидат во можност да ги спречат и да ги намалат неговите епилептични напади, така што со тоа се отвора и вратата на хируршкиот третман кај овие она што всушност го работите вие неврохирурзите. Најпрво се започна со така наречената ресекциона хирургија, што едноставно значи отстранување со ресекција, со отворена краниотомија на епилептогениот фокус. Тоа се најчесто делови од кортексот на темпоралниот резерв, делови од одредени субкортикални сиви маси, кај хипокампусот, амигдалното јадро и некои други. Ова ресекциона хирургија има доста голема ефикасност, меѓутоа недостаток е што има едно тесно подрачје на индикација. Практично е само кај одредени форми на епилепсии, а кај голем кои дел форми може да се користи? најчесто само кај фокалните епилепсии, дури и кај оние форми на епилепсии каде што не реагираат на од една терапија. страна може да го намалат епилептичниот напад, меѓутоа може да се јават други несакани појави или некои фокални невролошки дефицити, или има научни студии каде што епилептичните напади се намалени, меѓутоа постоперативно пациентот страда од тешки форми пак на деменција, така што нивната ефикасност е строго лимитирана. Така што последните 20 години се отвора вратата на така наречените неуромодулацијски хируршки процедури, меѓу кои најважни се нервус вагус стимулацијата, што е предмет на денешната емисија, која е метода што неодамна ја воведивме, и реактивната неуростимулација. Така, пред да ја објасниме, да дадеме предност на нашите гледачи, имаме гледач на линија. Почитувани, во програма сте, повелете да го слушнеме вашето прашање. Дали се слушаме? Добар Повелете. ден. Добар ден, повелете. Поздрав до студиото. Благодариме.
Да, ве слушаме, повелете. Овде пациентка на 63 годишна возраст, боледуваме од епилепсија. Првиот напад ми беше на 26 години. Вкупно сум имала 5 напади до сега, а од пред 15 години, значи веќе немам напади, пијам тегретол 2 пати по 200. Од оваа втората, значи, генерација на лекови. Па ме интересира кога се зема за како резултат дека се излекувала епилепсијата и дали треба да ги сменам нешто лековите. Така, ви благодариме. Навистина добро прашање во сооднос на денешната тема. Кога граѓаните треба да знаат, односно пациентите, дали ја надминале состојбата или ова е доживотна состојба? Па би рекол дека пациентката кога толку долго време, прво за целиот период имала само 5 напади и веќе подолги години нема епилептичен напад, сепак е, да речем, во групата на оние добро контролирани епилептични напади и за среќа нема медико-резистентна епилепсија. Со овие лекови треба многу внимателно да се поставува, бидејќи бавно ја постигнуваат нормалната концентрација, меѓутоа треба и доволно време и многу внимателно да се намалува нивното дозирање, така што сепак како неврохирург би ја упатил на клиниката за неврологија, каде што практично колегите невролози така, треба редовно модулираат тоа дозирање на антиепилептичните лекови и мислам сепак така, дека соодветно е досега и третирана што да биде третирана и следена, што е најбитно во ваквите случаи, да. Споменавте. Да го слушнеме и следниот гледач. Почитувани, вие сте наред? Во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Имам епилепсија која потекнува пред 20 години. И така сум третиран со повеќе медикаменти што доста време не дозволуваја да бидам во состојба да ја спречат таја. Имав многу напади порано, меѓутоа сега од кога ми ја сменеја терапијата, а терапијата се состои од 2 грама кепра во денот, ламотригин 4 таблети и овај најновиот што е T-компа, што моментално го нема во Македонија, го има во соседна Грција и натаму. Така, дали ви се влошува состојбата со оваа терапија или кон подобро оди? Сега овие последните 2 години немам напади, само имам абсанси. А од кога почнав да го примам T-компата, тоа е најновиот лек и достигнување во светот. Тој го примам пред спиење, така да преку ноќта сум ослободен од тие напади. А во епилепсијата се кажува дека има мал милион сорти или начини на третирање на епилепсијата. Така, вашето конкретно прашање ќе ве замолам, господине, во интерес на времето? Дали имате конкретно прашање? Конкретното прашање е дали ние, епилептичарите, можеме да ги добиеме овие лекови што ни помагат, а ги нема во ова. Так, ова прашање се однесува... Момент. Ве разбирам што сакате да кажете, да ова прашање се однесува за Фондот за здравствено осигурување. Ќе се потрудиме во некое наредно издание на магазин Здравје да имаме представник токму и од Фондот за здравствено осигурување, како и представник од Министерството за здравство, кои ја формираат таа позитивна листа на лекови, за да може и пациентите со епилепсија да имаат најсовремена терапија на товар на Фондот. Ви благодарам за белешката. Да се вратиме на денешната тема.
доктор Рендевски, стигнавме до хируршкиот третман. Го споменавме дека пред непол месец и кајна за прв пат во земјава со помош на колега од Србија, тука вклучително и тимот од неврохирургија, како и актуелниот министер доктор Венко Филипче, направивте успешна интервенција за прв пат во нашата земја, имплантирање на стимулатор на нервот вагус кај пациенти со тешка форма на епилепсија кои не реагираат на медикаментозна терапија. За каков третман станува збор и кои се предностите на овој хируршки третман кај овие пациенти со епилепсија? Токму така, нервус вагус стимулацијата, како што споменав, спаѓа во групата на неуромодулаторни хируршки процедури. Во суштина настанува имплантирање на генератор на електрични импулси кои што го надразнуваат нервус вагус во предел на вратната регија. Оттамо електричните импулси по нагорна линија одат до јадрата на нервус вагус, кои што се наоѓаат во мозочното стебло и оттамо преку интерневронски врски се шират до останатите делови на мозокот. Самата процедура ВНС стимулација е одобрена во 1997 година од Американската агенција за лекови и храна како сигурна и суверена метода и во светот досега се оперирани и се имплантирани над 85.000 пациенти. Индикација за оваа процедура, индикацијата е доста широка, бидејќи со оваа процедура можат да бидат третирани и пациентите со фокална и пациентите со генерализирана епилепсија. Така. Дури поголем е ефектот до 58% кај пациентите со генерализирана епилепсија во однос на 43-4% кај фокалната епилепсија. Предностите, односно она што се очекува како бенефит на оваа метода, што настанува практично, е тоа што после имплантирањето на ВНС стимулацијата, кај овие пациенти мозокот практично станува постабилен, односно поотпорен, помалку Така, тука надразни може и видеото да го погледнеме, да, доколку е подготвена режијата. Епилептични напади. Самите епилептични напади пократко траат, намалено е нивното ширење и генерализација, и исто така се намалува и фреквенцијата, односно зачестеноста меѓу два последователни епилептични напади. За среќа, нема некои големи несакани ефекти. Тука тоа се слики од самата операција каде што се обвиткува нервот вагус, се вградува имплантот, така. Со самата спирална електрода се работи под микроскоп со микрохируршка техника. Да споменам за несаканите ефекти, може да има само некоја надразнителна кашлица, засипнаност или проблем со спиењето. Во поглед на самата оперативна процедура, на кратко само би објаснил, во суштина најпрво се прави една инцизија и препарирање на нервот вагус во левата половина на вратот, кој што се наоѓа непосредно помеѓу каротидната артерија и југуларната вена. Со тоа треба многу внимателно да се постапи, да не дојде до оштетување на овие два големи крвни садови. Во вториот дел се прави една инцизија, односно джеп, некаде на горната половина на левата страна од градниот кош, веднаш под клучната коска. Тоа е практично местото каде што ќе се вгради генераторот на електричните импулси. Тој е отприлика со големина на рачен часовник. Така. Би рекол, самата електрода се тунелизира, се спроведува од вратот до местото на генераторот и она што го погледнавме понатамо со микрохируршка техника се обвиткува, самите се обвиткуваат спиралните завршетоци врз нервот вагус и на крај се вклучува генераторот. Се тестира електричниот отпор, дали е нормално се поставено, од прилика под 2000 оми отпор, значи дека е добро поставен стимулаторот и веднаш постоперативно не се започнува со стимулација, туку колегите од клиниката за неврологија по 2 до 3 недели веќе вршат така наречена модулација, односно калибрирање и на амперажата и на фреквенцијата на пуштање на стимулаторот. Така, навистина времето ни е ограничено. Се надевам дека ќе имате доста стрекни и задоволни пациенти со оваа метода која веќе самостојно ја работите. Со задоволство ве очекуваме да бидете повторно гостин во магазин Здравје. Еве за половина година да направиме пресек колку пациенти веќе сте третирале самостојно на клиниката за неврохирургија, пациенти со епилепсија кои имаат потреба од вградување на стимулатор на нервот вагус.
Ви благодарам што одвоивте време и што Благодарам и бевте вас. дел од денешното издание на Магазин Здравје. Почитувани, тоа беше доцент доктор Владимир Рендевски, неврохирург и директор на истоимената клиника во комплексот клиники Мајка Тереза. Одиме со реклами и се враќаме повторно назад во студиото.